Ова видео со драматична музика, пукање од оружје и генерално полно со адреналин е на Министерството за внатрешни работи. Во него се прикажани вежби на специјалните полициски единици. Lebrand Studio е моден бренд кој што се обраќа на современата жена со интензивно секојдневие. Ова видео пак со сосема различна порака и атмосфера од претходното е на битолското модно студио Lebrand. Каква врска имаат едното со другото? Одговорот е финансиска. Говориме за пари и тоа 2.130.000 евра. Толку изнесува максималната вредност на рамковната спогодба, според која Министерството за внатрешни работи ќе нарачува, а Lebrand Design ќе изработува униформа во шара за специјалните полициски единици за следните 3 години. Тоа што Lebrand Design досега се занимавале само со женска мода, а не со униформи, е едно од прашањата што се отвораат по оваа сделка. Првенствено, Lebrand е микрокомпанија со просечно 20 вработени. Според податоците од Централниот регистар, вкупните приходи на фирмата во 2024 година изнесувале 20.651 евро. Не се многу различни ниту претходните 2023 и 2022 година. И сега, наеднаш, добиваат тендер кој може да достигне 2.130.000 евра, што е 100 пати повеќе од годишниот приход на фирмата. Според базата на Бирото за јавни набавки, Lebrand како фирма нема добиено договор за јавна набавка, што значи прво па 2 милиони евра. Како ќе шие маскирни униформи кога досега шиела само женска облека? Како ќе постигне кога има само 20 вработени? Ова беа само дел од прашањата што ги упативме до собственичката Лиле Кадинска. Откако не добивме ништо повратно во рокот од неколку дена што го оставивме за одговор, отидовме на адресата на компанијата. Тоа што го најдовме е дуќа на улицата Климент Охридски 25 во Битола. Однадвор не може да се заклучи што има внатре, но од видеата на социјалните медиуми предпоставувавме дека тоа е моден салон или студио. Тропнавме на вратата на Lebrand и ни отвори господјата Кадинска. Но кога ја забележа нашата камера, се вознемири, ја прекина комуникацијата и повика полиција. Одговори секако не добивме. Останавме некое време пред седиштето на Lebrand чекајќи ја полицијата. Бидејќи никој не дојде во следните 30 на минути, преку пораки и телефонски повици се обидовме да ја прашаме Кадинска дали навистина повикала полиција, за да почекаме. Не добивме ништо повратно, па по некое време си заминав. Lebrand не се единствените што ќе шијат униформи за специјалците на МВР. Делот од договорот за еднобојни униформи, вреден 1.710.000 евра со ДДВ, го добила фирмата со име Pamitex Team. Според податоците во Централниот регистар, тие во моментов се сместени на Орце Николов 188/2/11 во Скопје. Ја побаравме адресата, откако и тие не ни одговорија на прашањата упатени по електронска пошта и по Viber. Бараниот локал не беше меѓу дуќаните од предната страна, туку испадна дека во прашање е стан до кој се доаѓа преку влезовите од задната страна на објектот. Задзвоневме на домофонот според адресата во Централниот регистар. И уште еднаш. Никој не ни одговори на адресата на Pamitex Team. Името на фирмата не можеше да се забележи на ниту едно место во влезот. На сандачето од станот каде е регистрирана фирмата е испишано семено презиме кое формално не може да се поврзе со податоците во Централниот регистар за Pamitex Team. Подоцна, проверувајќи ги јавно достапните податоци, дојдовме до сознание дека станот е седиште на адвокат. Всушност, регистрите ни останаа единствен достапен извор за Pamitex. Pamitex Team е фирма формирана на 18 ноември 2024 година и е во целосна собственост на Team Traders Company од Белград. Тие пак, според податоците од Српскиот централен регистар, се формирани во 2014 година и се занимаваат со производство на работна облека. Газди се известни Радомир Митрич и Бранислав Панчич. Последната година за која има податоци, 2023-та, оваа фирма има приходи од 3.790.000 евра. Иако српската фирма покажува поголема економска активност, не најдовме интернет страница или профил на социјалните медиуми. Така што, не знаеме точно какво искуство имаат. Но друг факт отвора поголема дилема.
Датумот кога Team Traders отвора филијала во Скопје е 18 ноември 2024 година. А тендерот за униформите МВР прв пат го објавува на 7 декември 2024, што значи 20 дена по регистрирањето на Pamitex Team во Скопје. Кога една фирма прв пат ќе се регистрира на системот за јавни набавки и веднаш ќе добие голем тендер, тоа е еден од индикаторите на Државното биро за јавни набавки за така наречено црвено знаме. Секоја година институцијата прави извештаи за таквите договори кои потпаѓаат под категоријата сомнежи за колузија и договарање. Дали ја отвориле фирмата само за тендерот? Дали се согласуваат дека тендерот што го добиле заслужува црвено знаме? Беа само некои од прашањата што ги упативме до Pamitex Team, а на кои не добивме одговор. Како воопшто било можно една микро и една штотуку формирана компанија да добија тендер во вкупна вредност од близу 4 милиони евра? Одговорот е во тендерската документација. Министерството за внатрешни работи не барало ниту еден посебен услов од фирмите што сакаат да поднесат понуда во смисла на критериуми за број на вработени, приходи, претходни договори и слично. Се барале само стандардни услови како што се фирмата да не е во стечај или ликвидација, да и се платени даноците, другите јавни давачки и слично. На огласот, кој претрпел неколку измени и продолжување на рокот за доставување понуди, се пријавиле 3 фирми. Освен двете добитнички, во игра била и Микеј Интернационал од Скопје, компанија со искуство во трговијата со оружје и опрема, вклучувајќи и униформи. Но понудата на Микеј била отфрлена како некомплетна, бидејќи Комисијата за јавна набавка заклучила дека при евалуацијата на документацијата од понудата во доставените извештаи од испитување на готов производ утврдила дека не се опфатени сите барања во техничките спецификации. Микеј ја обжалиле таквата одлука пред второстепената комисија за жалби по јавни набавки, каде аргументирале дека и кај прифатените понуди се сторени низа пропусти во доставените извештаи од испитување на готов производ. На крај сепак, од второстепената комисија ја отфрлиле жалбата на Микеј Интернационал, со што е отстранета пречката МВР да подпише договор со Лебранд и со Pamitex. Од Микеј одбија да ја коментираат жалбата или набавката. Од Министерството за внатрешни работи велат дека униформата и незините делови се уредени со подзаконски акт, во кој се уредени составот, квалитетот и кројот, а согласно тендерската документација. Како доказ за исполнување на барањата преку доставените мостри е побарано доставување на извештај од лабораториска анализа и испитување на готов производ, кој треба да е издаден од независна акредитирана лабораторија, односно контролно тело, кој се доставува во прилог на понудата. Овие барања се докажани од страна на понудувачите со кои се склучени рамковните спогодби. Па, велат од МВР, од доставените мостри е доволно очигледно дека избраните фирми имаат можност да ги сошијат униформите, иако додаваат дека не знаат дали имаат искуство во такво нешто. За одлуката да не бараат построги услови за конкурирање како број на вработени, претходно искуство или годишни приходи, од МВР одговараат. Од претходно искуство е утврдено дека најчесто критериумите не помагаат за избор на поквалитетна понуда при спроведување на постапките за јавни набавки. Од праксата е увидено дека дефинирањето на критериумите најчесто ги одвраќа малите и средните предпријатија да земат учество во постапката за јавна набавка, кои се најконкурентни на пазарот и нудат најниски цени. Од МВР додаваат дека фирмите што останале во игра на крај наддавале и ја спуштиле почетната цена за 14,4% за еднобојната униформа и 27,9% за униформата во шара. За фактот пак, дека Pamitex Team е фирма регистрирана само 20 дена пред распишувањето на тендерот и дека веднаш им се посрекило, што според извештаите на Бирото за јавни набавки одговара на дефинициите за тендери со црвено знаме. Од МВР одговараат: не постои критериум за елиминација, бидејќи некоја фирма не е доволно долго регистрирана во системот за јавни набавки. Во постапката е вложен максимален напор за овозможување учество на што поголем број на економски оператори и сакаме да искористиме оваа прилика преку вас да апелираме до сите заинтересирани страни да земат учество во што поголем број на сите идни постапки за јавна набавка кои се планирани кај Министерството за внатрешни работи. Ние како институција остануваме отворени за соработка со сите заинтересирани страни и спремни сме да одговориме на секое разумно и аргументирано барање. Нам можеби не ни одговорија, но Pamitex Team и Лебранд Дизајн секако ќе мора да одговорат кога МВР ќе им нарачува униформи согласно договореното.
Бидејќи станува збор за рамковна спогодба, полицијата неверојатно ќе им нарачува од време на време во текот на следните 3 години. Но теоретски, може и наеднаш да нарача униформи за максималната вредност, а и да не нарача ниту една. Како и да е, тогаш можеби и ќе се дознае кој навистина ги шие униформите за македонските полициски специјалци.